Значи, ако некој се нашол повреден од изјавата која што јас имав, јас немам проблем да се извинам, таа нити била дадена во контекст, нити била наслушена по некого лично, се однесуваше на состојбата која што се прави на клиничкиот центар. Во клиничкиот центар градот Скопје парticipира, односно помага во неговото изложување повеќе од една година. Дел од работите кои што сакавме да ги направиме во координација со министерот и со Министерството за здравство е да го подобрим условите со цел да не настане таму соодветен хаос. Ова е дел од целокупен концепт, значи таму треба да се гледа да се проđат нови, да се огледа решенија со цел брзата помош да може безболно да доаѓа до соодветните клиники, не да чека најдот со другите возила. Тоа е што пак де факто нам не се случува. И градот требаше или треба во тој концепт што го развивме со Министерството за здравство да изгради на 2 места монтажни такви гаражи, не како трајни веќе монтажи, со кој што го зголемиме капацитетноста на паркирањето во комплексот на клинички центар за повеќе од 350 нови паркинг места. Она што го направи градот ја воедначи цената со другите паркинг зони кои што постојат во градот. Тие паркинг зони гравитираат кон други институции. И градот не би се однесувал подеднак околу своите граѓани, поколку на едно место давате услуга за 800 лигари, а друго давате за 350, колку што беше. Замислете сега дека, например, на паркингот кај Нова Македонија, каде што имаме сместена сигурно бројни институции, таму имаме посетители. Во катната гаража Деко, вработените од Министерството за финансии и Министерството за правда плаќаат 1000 деца. Значи, ние поедначивме цената на услугите кои што ќе реализираат и луѓето кои што се ваму. Зошто некој во дадена фаза решил концептот на сообраќај во клинички центар да го уништи, да дајќи 1200 месечни карти за 670 паркинг места без да го зголеми капацитетот за пристап на возила во непречен пристап на клинички центар. Тоа не можам јас да го кажам, тоа се одлуки на претходната власт. Она што сакаме е да исправиме неправда кон останатите граѓани во Скопје од една страна, од друга страна да најдеме доволен извор на средства да може да ги изградиме овие такви гаражи за кои што зборува. 25 денари саат, колку што изнесува паркингот, е доволен да ги покрие исклучиво манипулативните трошоци кои што има градски паркинг. Не можам да дозволам како градоначалник да го доведам јавното предпријатие во финансиски колапс, да се изграда на нови капацитети, кои што не може да се остави барем минимален кост-бенефит во смисло да се използва средства. Кој ќе правилно со паркингот? Значи, во текст се разговорите, ние немаме нити претензија, нити, да речам, илузија дека таму треба да остане. На крајот на денот, доколку клинички центар одлучи да го направи, градот